Стојанче Јовановски, супругот на Ивана и татко на 6-годишната Катја, не се чувствува виновен за поттикнување на самоубиството на сопругата и ќерката. Призна само дека вршел семено насилство и ги малтретирал. Травматични моменти од настанот и тоа што му претходело откриваше мајката на Ивана, која сведочеше пред судот денеска. Судењето го следи нашата Викторија Миткова. Вики, ти се вклучуваш во живо од судот, те слушаме со најновите информации. Пред малку изјава даваше некој од надлежните во советот, предпоставувам, ќе ни откриеш детали повеле. Травматично е најблаго што може да се каже во контекст на сослушувањето на мајката на Ивана на денешното рочиште и сите оние детали од обвинението кои што беа изнесени пред јавноста. Стојанче Јовановски призна вина за телесна повреда и загрозување на сигурноста, меѓутоа судот не го прифати признанието на вина, бидејќи рече дека тоа го направил под притисок, додека воопшто не сакаше да признае дека ги навел, односно помагал и наведувал на самоубиство како сопругата, така и неговата 6-годишна ќерка Катја. Судењето е практично на самиот крај, со оглед на тоа дека престанува уште судијата да ги постави прашањата до првиот сведок, односно мајката на Ивана, а на ова предходеше неколку прашања од судот до обвинетиот Јовановски за тоа дали чувствува вина за трите кривични дела кои му се ставаат на товар, како и за тоа дали тоа го прави, признанието на вина го прави доброволно или пак не. Обвинетиот Јовановски пред судот рече, цитирам: "Се чувствувам виновен за телесната повреда, за другото не. Таа мене ми изневеруваше, се работи за неверство. Никој не сакаше да ме сослуша. Мартин се закануваше цело време и рече оди фрли се под воз, неговите зборови ги става во моја уста. Не можам да се смирам, Мартин Саздов ми го пропасти семејството", рече сега обвинетиот татко и сопруг. Потоа следуваше сведочењето на мајката на Ивана, која што пред судот посочи дека иако неколку пати ја прашувала својата ќерка за модринките и знаците на насилство на незиниот сопруг, таа не сакала да призна, или цитирам делот незиниот исказ: "Се сомневав дека е малтретирана, но не ми признаваше. Велеше ќе биде во ред. Мама, дознав и од Катја. Велеше ќе ти кажам, само не кажува и на мама. Велеше мама ќе клекне доле, а тато ја шутираше и ја удираше. Беа на свадба во Штип. Кога се враќале се скарале бидејќи Ивана сгрешила да му каже на Стојанче каде да сврти. Тогаш што ја избркал од колата, Ивана и Катја ја удирал и клоцал Ивана додека таа била легната. Катја после ми призна дека и неа ја удрил. Ги оставил на автопат во 1 час од пополноќ и си заминал. Ивана првен се јавила кај мајката на Стојанче за да ги земе, но таа не можела, ниту свекори. Ги земал Мартин Саздов. Кога беше хоспитализирана пак, откако Стојанче ја претапал, тој отишол таму во ходникот, се расправале, сакал и да ги земе мобилните телефони. Пред очите на Катја турнал по скали. Неколку сведочења практично имаше од страна на мајката за инциденти, односно насилство кое што го правил таткото сега обвинет Јовановски врз својата сопруга и 6-годишната Катја. Последните ситуации биле во државната болница во Скопје, каде што мајката Ивана била хоспитализирана 4 дена. Обвинителката вели дека ова практично не било признание од страна на обвинетиот Јовановски и таа уверува дека до крајот на судската постапка ќе докаже неговата вина во однос на сите 3 кривични дела. Ја слушам изјавата од обвинителката. Со сигурност ќе докажам надвор од разумно сомневање дека Стојанче ги сторил кривичните дела точно на начинот како што е опишано во диспозитивот на обвинителниот предлог. Во меѓувреме би сакала да се почитува достоинството на жртвите и начинот на кој што ќе биде пренесуван овој настан. Од друга страна, нормално во целост ќе го следите судењето понатам. Денешната одбрана ја гледам како искрена, како чиста манипулација во насока да се избегне некоја кривична одговорност. Малверзација е практично тоа што сака да го прикаже пред судот сега обвинетиот Јовановски, рече обвинителката, а Мартин Саздов како сведок на обвинителството ќе биде повикан во текот на постапката и ќе треба да даде исказ пред
судијата Ивица Стефановски кој што го води овој предмет. Сите детали искра ги најавувам за вестите во 17:30 и само за на крај би напоменала дека адвокатката на одбраната, односно на мајката на Ивана, напомена дека освен што ќе бараат обештетување од сега обвинетиот, треба да се земе предвид дека ова е прво вакво кривично дело кое што во себе го содржи членот за наведување и присила за сторување самоубиство во Македонија за разлика од други европски држави.